Зошто тогаш моето следно прашање е Македонија се крена толку гласно против раздвојување? Оти сигурни ли сме во таа смисла дека кога на дневен ред ќе дојдат заедно Северна Македонија и Албанија, Холандија, Данска, па и Франција ќе се согласат со почеток на преговори со Албанија? Оти некако се вртиме во таа спирала. Едно време нели беше Македонија што отворено, што полуотворено се лутеше за тоа што држави членки инсистираа на пакет. Така, тоа сака да кажам. Македонија и Албанија. Сега обратна е ситуацијата, има изрази на лутење, на реакција од оваа страна затоа што некој вели ама па сега да ја чекаме Македонија ко Албанија. Сега сме ние, како што напоменавте и како што забележевте, сега сме ние во иста ситуација како што беше Албанија во 2019 година, кога нели Франција имаше резерви кон двете, но имаше малку поголеми резерви кон Албанија, па луѓето, мислам, некои држави стискаа за декаплинг и тоа се истите држави што денес стискаа за декаплинг. Германците беа апсолутно против, затоа што они го гледаат тоа како пакет. Значи они тие сакаат да испорачаат и на Рама и на тукашната влада. Значи дале некакви ветувања, дале некакви инвестирали политички капитал во таа работа. Така што само Македонија и Албанија се смените, иначе актерите, нивните позиции се како исти денеска. Наумовски, има ли шанса една од земјите да